Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Ал7 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Во наредните 50 минути, почитувани гледачи, ние треба да одговориме на три клучни тези. Како прво, дали тука во Србија и во Белград на политичка сцена е донесена одредена гарнитура од времето на Милошевиќ, кој денес треба да го реши тоа отворено косовско прашање. Како второ, дали тајкунските структури во Србија јавно влегува во процес на менување на српската влада и во процес на ставање на раководство на чело на демократската опозиција, и како трето, колку се мокни српските тајни служби и дали српските тајни служби денес влагаат во одреден процес да им покажат на политичките партии дека се уште тие доминираат на политичката сцена. На ова тема разговараме со Зоран Живковиќ, поранешниот сојузен министар на полицијата во владата на СР Југославија и заменик на премиерот Зоран Џинџич, односно човекот кој доаѓа на чело на српската влада после атентатот врз Зоран Џинџич. Вук Драшковиќ или поранешниот лидер на српската демократска опозиција, министар за внатрешни работи и човекот кој во името на српската држава преговараше на тие преговори во Рамбија за еднината на Косово. И Борислав Пелевиќ или човекот кој е венчан кум на Желјко Разнатовиќ Аркан, негова десна рака, и човекот кој сега излага од српската влада бидејќи не се согласува со политиката на српската влада кон Косово. Тој е еден од основачите на Српската напредна странка или партијата која е денес на власт во Србија и најавува реактивирање или наново формирање на партијата на Желјко Разнатовиќ Аркан. Вие сте човек кој на некој начин е една вертикала во последните 20 години на српската политичка сцена. Веројатно сте ги поминале сите бури и премрежи на српската политичка сцена. Сте биле кум со Шешел, Милошевиќ сакал да ве убие. Каде денес оди Србија? Од призмата или од очите погледната на Вук Драшковиќ? Кумство nije politička kategorija, ono je od druge prirode. Napokon to kumstvo je sklopljeno, ja sam Šešelju krstio sina. Nekoliko godina pre uspostavljanja višepartijskog sistema u Srbiji. Tačno je, u jednom trenutku, na početku 90. godina, Šešelj je bio zajedno sa mnom. Ja sam bio predsjednik Srpskog pokreta obnove, a on je bio potpredsjednik. To naše partnerstvo trajalo je 2-3 meseca. Nismo se razišli oko strateškog pitanja. Gde se brane Srbi? On je zastupao tezu Slobodana Miloševića, akademije, mnogih u Akademiji nauka, u crkvi, u udruženju književnika, da se Srbija brani u Kninu. A ja sam nastupio sa tezom da se Knin brani u Srbiji i da je neophodno da se oslobodimo jednog retrogradnog, antidemokratskog, terorističkog režima Slobodana Miloševića i da jedna nova, normalna, demokratska Srbija će biti najveća zaštita Srba, bez obzira gde da su oni, u Hrvatskoj, u Bosni ili bilo gde drugdje. Соне Драшковиќ, вие бевте човекот кој се сметаше како еден легитимен лидер на таа една опозицијска Србија или Србија која е различна од Србија на Милошевиќ. Нарекуваа дека сте крал на плоштадите, значи немаше плоштад во Србија, немаше град во Србија кој го не го имавте на нозе кренато. 20 години војувавте или 15 години против таа Србија на Милошевиќ. И може би е направена една историска неправда дека вие не бевте наследникот на Милошевиќ. Дали жалите, дали може би Србија ќе беше поинаква Србија, ќе беше поинаква земја ако Вук Драшковиќ беше тоа што требаше да биде легитимен наследник на политиката на Милошевиќ, бидејќи вие најжестоко де факто се боревте против таа политика. На крајот на криштата одлежавте неколку пати во затвор, имаше неколку убиди за ваше убиство, бевте безмалку претепан до смрт во тие затвори од тајната полиција на Милошевиќ и може ќе беше историска правда ако вие застаневте на чело на Србија. Pa, ja mislim da je to neizbežno. To je neka istorijska neminovnost.
U srpskoj trilogiji Stevana Jakovljevića ima jedna divna misao. Kad god se vodi bitka na frontu, u prvoj borbenoj liniji su najbolji. A onda kada truba oglasi pobedu, pa da komandu nalevo krug, pa se u pobedu, po odlikovanja, po priznanja ide u obrnutom borbenom poretku. Pa tako na čelu kolone nađu se liferanti, prevaranti, zabušanti, a oni sa prve linije fronta ostaju na repu kolone. To se i nama desilo 5. oktobra 2000. godine. U mom novom romanu Via Romana čovek koji predvodi 10 godina bunu po trgovima, gradovima Srbije protiv tadašnjeg režima, bori se protiv rata, ratnih zločina, terora. Zove se Maksim Kozbaša. On u mom romanu biva ubijen. A zapravo, ako ćemo pošteno, on i jeste ubijen. Jer su ubijeni skoro svi snovi, ostvarljivi snovi. Onih stotina i stotina hiljada ljudi u Srbiji koji od 90. do 2000. godine daju sve od sebe, žrtvuju se. Mnogi gube živote, mnogi gube posao, mnogi bivaju hapšeni, premlaćeni za jedan ideal o jednoj novoj evropskoj Srbiji. Od tih snova nije ostalo, tako reći, ništa. Ti snovi, ti ciljevi su ubijeni. I to ubistvo je počelo 5. oktobra 2000. godine kad je označena pobeda i kad je rečeno stigla je sloboda. Има некоја историска или космичка правда, почитувани гледачи. Тоа е дека партиите кои на некој начин го направија тој српски експрес лонец за нерешавање на косовското прашање, тоа се партиите кои се наследнички на партиите на Слободан Милошиќ или на Војслав Шешелј, денес се на власт во Република Србија и токму тие две партии треба да го решават косовското прашање. Господине Живковиќ, после 10 години во Србија повторно на власт се партиите кои се наследнички на Милошиќ и партиите кои се наследнички на Шешелј. И што е интересно, тие две партии на некој начин беа испрани од тој историски недостаток преку партијата на Зоран Џинџиќ. Партијата на Милошиќ коалицираше 4 години со партијата на Џинџиќ, а на некој начин во тој конфликт помеѓу Шешелј и Тома Николиќ, партијата на Џинџиќ или господинот Борис Тадиќ на некој начин застана на страна на Тома Николиќ. И де факто после 10, 11 или 12 години, после тој 5. октомври, денес на власт, де факто се партиите кои беа срушени на 5. октомври. Pa ono, kad kažu da Zoran može da vas čuje, on bi se okretao u grobu sad, kad bi video tu situaciju. To jeste partija u kojoj je nekada Zoran Đinđić bio predsjednik, ali to nije partija koja je ista kao što je Demokratska stranka bila kad je vodio Zoran Đinđić. Ovo što se dešava u posljednjih 8 godina, od kad je vođenje Demokratske stranke preuzeo Boris Tadić, ne liči na izvornu Demokratsku stranku. I ja mogu da se složim sa vama da jeste Tadić lično i partija učestvovala u tome da se opere Dačić od tih naslaga 90-ih, od te Miloševićeve senke, a da je tačno isto Tadić pomogao da se u podeli Šešelj, Nikolić, ojača Nikolić i da praktično preuzme celu stranku. Ja ni dan danas ne vidim nijedan logičan razlog zašto se to desilo. Posebno to nije ni u jednom trenutku bio interes Demokratske stranke, a sigurno nije bio ni interes Srbije. Ovako, evo imamo posledice u tome da 12 godina nakon 5. oktobra mi u stvari imamo na vlasti poražene snage 5. oktobra.
Borislav Pelević, koji je venčan kum na Željko Raznatović Arkan, danas najavava reformiranje na partijata na Željko Raznatović Arkan, ili to je stranka na srpsko jedinstvo, izlaga od vodačkата partija Srpska napredna stranka i smeta дека убиството на Аркан некада на 15. јануари 2000 година де факто се прави поради две причини. Како прво, да биде многу лесното соборувањето на Милошевиќ на 5. октомври 2000 година од власт во Србија, и како второ, да биде многу полесно изведено тоа повлакање на српската војска од територијата на Косово. Ви бевте член на председателството на партијата која сега на власт, тоа Српската напредна странка, и давате оставка поради несогласување со политиката на врвот на партијата, господинот Вучич кој е сега председател на таа партија, господинот Тома Николиć кој беше до пред половина година председател, денес е председател на Србија. Значи ви имате диаметрално спротивни ставови од нив во однос на решавање на косовската криза. Да, ја сам био едини из Српske napredne stranke члан Odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju. Međutim, mene iz vrha stranke niko nije konsultovao o tome da treba se primene sporazumi u Briselu. Da se praktično prizna Kosovo kao nezavisna država. Moji prijatelji Toma Nikolić i Aleksandar Vučić, kažem prijatelji, iako smo se razišli oko tog pitanja Kosova i Metohije, mislim da smo i dalje ostali prijatelji. Ali oni su verovatno pritisnuti sa strane Zapada i Sjedinjenih Američkih Država da to urade. Ja sam bio jedan od osnivača stranke. Ja sam 6. osnivač stranke Srpske napredne stranke. Međutim, nisam mogao da se pomirim sa time da tako lako izgubimo Kosovo i Metohiju. Зошто мислите дека се има договорено за Косово, ако Николиć и Вучич перманентно ја критикува политиката на владата на Борис Тадич и на преговарачот Стефановиќ, и сега вела дека мора да ги прифатат тие 6 критериуми кои се согласени во Брисел? Дали имате логичен одговор зошто тие двајца, кои цела своја кампања, кои изминатите неколку години перманентно ја градеа својата кампања, политичка платформа и имиџот и рейтингот на партијата токму околу критика на политиката на поранешната српска влада во однос на Косово, зошто сега би попуштиле, да не речем би етерирале во однос на таа политика? Vi ste potpuno u pravu i vi ste praktično i odgovorili na pitanje koje ste mi postavili. Upravo je tako. Celo vreme kampanje i pre toga i pre izborne kampanje mi smo kritikovali tih 6 sporazuma koje je postigao Boris Tadić preko svog izaslanika Borka Stefanovića sa Prištinom. Tih 6 kriterijuma, 6 sporazuma smo kritikovali celo vreme. Odjednom, nakon dolaska na vlast, Srpska napredna stranka, odnosno vrh Srpske napredne stranke, Toma Nikolić, Aleksandar Vučić, ali i njihov koalicioni partner, sada premijer Ivica Dačić, kažu mi ćemo primeniti sve ono što je postignuto u Briselu. U toku posete... To je jedan vid na kapitulacija? Da, u toku posete Grčkoj, pre nekoliko dana, Tomislav Nikolić je također izjavio da će Srbija primeniti sve ono što Evropa od nje traži. Sve uslove će primeniti koje Evropska unija postavlja pred Srbiju, ali neće priznati nezavisnost Kosova. Šta to znači? Pa i Boris Tadić je celo vreme govorio da neće priznati nezavisnost Kosova. Ali niko od nas i ne traži to. Pa vi ne mora da go priznajete. Ali možda ste vi upotrebili pravu reč, kapitulacija. Jer primjena tih sporazuma znači kapitulaciju Srbije pred Prištinom i znači priznavanje Kosova kao nezavisne države. Nikada Srbija neće priznati formalno pravno, ali to od nas niko i ne traži. Dakle, vaše pitanje je u stvari odgovor. Gospodine Pelević, na kraju na krištata, ako imate carina na granicата помеѓу Србија и Косово, policiju njihovu, ako imate policija, ako Srbите mora da dobije državljanstvo da može da ги registriraат колите, tako je, и да живеат на Косово и во Приштина, to de facto znači priznavanje. De facto znači priznavanje. Ja o tome govorim. Zato sam ja napustio Srpsku naprednu stranku. Bio sam u samom vrhu. Mogao sam da biram mesto ministra, ali ja nisam želeo da budem u takvoj vladi koja će priznati Kosovo i Metohiju.
вероятно центарот на сите тие тајни служби на просторот на екс-Југославија тука во Белград и вероятно кога ќе се отворат архивите тука во Белград, многу луѓе ќе спијат немирно некаде од Љубљана до Скопје. Меѓутоа денес во Белград се случуваат два процеси, почитувани гледачи. Едниот процес е дека тајните служби покажуваат мускули на политичката сцена и на некој начин сака да им испратат пораки и на Дачич, и на Вучич, и на Тома Николич дека се уште се многу силни и се уште можат од позадина да ги влечат конците на политичката сцена. И како второ тоа е таа тајкунска структура во Србија која стана многу богата во времето на Милошевич, кој денес тежи некаде помеѓу 2 и 4 милиарди поединечно долари по глава на тајкун и тие покажуваат желба и стремеж да може да влијат на политичките процеси и во рамки на власта. Има одредени најави дека тајкунската структура сака да ја струши владата на Ивица Дачич и од друга страна сака да редат лидерски решенија на чело на српската опозиција. Тоа што денес или последните 2 или 3 недели се говори во Белград и во Србија е дека големите тајкуни сака да ја струшат владата на господинот Дачич или посебно да го струшат вице-премиерот на таа влада господинот Александар Вучич, кој беше, ако не се лажа, министер за информации во последната влада на Слободан Милошевич, значи некаде пред НАТО агресијата или бомбардирањето тука 99-та година. А од друга страна па и во рамки на Демократската партија, значи вашата поранешна партија, кај што вие бевте председател после Зоран Џинџич, исто беше водена одредена лидерска кампања кај што главните обвинувања беа дека градоначалникот на Белград господинот Джилас е поддржан од тие тајкунски условно речено структури, посебно се мисли на Делта, посебно се мисли на Мишковиќ, име тука чувство дека тој Мишковиќ е една таква голема личност и таква голема структура која може да ја руши и владата на Вучич и која може да става раководство на чело на Демократската странка на поранешната партија на Зоран Џинџич. Толку ли се мокните тајкунски структури тука во Србија за да може да влијат толку битно на политичките процеси? Наравно да не. Значи, mislim da u zadnjih 7-8 godina u Srbiji postoji jedan dogovor vrhova političkih stranaka, gde njih 5, 6, 7 imaju jedan prećutni dogovor ili možda čak i možda je to negde zapisano, da oni jedne druge ne diraju. Интересна е политичката и бизнис сцената денес во Србија. Главниот тајкун Мирослав Мишковиќ или човекот кој се смета дека тежи некаде помеѓу 5 и 6 милиарди американски долари и во чии раци се наоѓа безмалку се што вреди капитално на територијата на Србија, своето богатство и својот капитал во најголем дел го прави во текот на 80-те, текот на 90-те години, значи во времето на Слободан Милошевич, премиерот на српската влада господинот Ивица Дачич некаде пред 10-12 години кога се уште на власт во Србија Слободан Милошевич е портпарол на неговата партија, Социјалистичката партија на Србија или партијата на Милошевич. Вице-премиерот или човекот кој сака да стане главна власт во Србија Александар Вучич некаде на неполни 27-8 години како омилен политичар и на Шешел и на Милошевич станува министер за информација во последната влада на Милошевич пред НАТО бомбардирањето и на крајот идниот лидер на опозицијата Драган Джилас или човекот кој треба да биде на чело на партијата на Зоран Џинџич и тој исто така својот капитал во најголем дел го прави во текот на 90-те години кога неговата маркетиншка агенција ги добива бизнисите во големите јавни предпријатија на Милошевич. Тоа е Симпо, тоа е Дунав осигурување, тоа е електростопанството на Србија, Телекомот и така натаму и така натаму. И тоа е таа четврка која де факто денес сака од политичка и бизнис сцена да ги истисни Борис Тадич и Тома Николич и тие четворица во најните 10 или 15 години да владеат со Србија на политички или на бизнис план. И ви имате три играчи кои на некој начин делат власта. Дачич е премиер, Вучич е главен играч во Србија, а власта во Белград ја има господинот Джилас, кој е љута опозиција, нели, а може оваа влада секош да направи мнозинство кој може да му земи власта во Белград. Тако е. Тоа е, извините, тоа е још еден политичка доказ перверзија која само во Србија може да се... Тоа е још еден доказ ove priče o kojoj sam govorio malo pre, s tim što sad te mlade snage, nova elita, Vučić i Đilas, u stvari hoće da naprave sebi više mesta za tim velikim stolom u onom zamku o kom sam pričao, a tu im smetaju Tadić i Nikolić, kao predstavnici neke starije generacije. I to je, imamo u svim strankama mnogo veće sukobe nego sukobe među strankama. Znači, glavните bitke se u ramki na partije. Tako je. Znači, imamo očigledno jedan onako neidiličan odnos, da blago kažem, između Nikolića i Vučića. To se vidi vrlo jednostavno. Vicepremijerov, znači i predstavljeno na državata. Oni, naravno, će to demantovati, reći će da postoji apsolutno jedinstvo, ali malo je neobično da, recimo, Vučić, koji je koordinator svih službi bezbednosti, ne izabere direktora BIA, nego da direktora BIA postavi Nikolić, protivno volji Vučića.
Znači, bezbednostno-informativna agencija. Bivši DB. CIA, znači CIA, da ne rečem. Srpska CIA. Секој штука во Белград се до победата на Тома Ликонич на председателски избори некаде пред половина година се сметаше дека странските разузнавачки служби, неколку странски држави и одредени домашни силни тајконски групации инвестираат неговата кампања, инвестираат во неговото доаѓање на власт и од таа позиција на власт да биде конечно решено тоа косовско прашање. Меѓутоа постојано беа тие приказни дека големите тајкуни. Odgovorit ću na vaše pitanje. Ali sada mislim da, nažalost, na stranku veliki uticaj imaju zapadni ambasadori koji predstavljaju svoje države. Tu pre svega mislim na Nemačku i na Ameriku. Mislim da su to dve ambasade koje imaju veliki uticaj na Srpsku naprednu stranku, a samim tim i na vladajuću koaliciju. I zbog toga mi je jako žao i ja, zato što ne želim da Srbijom ponovo upravljaju stranci, a to je, čini mi se, sada na sceni, zato sam ja napustio i stranku i vladajuću koaliciju i prešao u opoziciju. Вие најавувате дека може да обновите старата партија на Аркан, која е ваш кум, односно вие сте кумови со господинот Аркан, тоа е Српската партија на српско единство, нели? И дека има одредени информации дека работите на тоа да биде обновена таа партија. Дали се точните информации, дали вие како пратеник сега во собранието и како поранешен основач на Српската напредна странка ја напуштате владеачката коалиција, напуштате партија која е на власт и размислувате за обнова на партијата на Аркан? Mi smo kao stranka Srpskog jedinstva pregovarali sa Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem i kolektivno smo prišli njihovoj stranci. Znači se pretopivte na neko način. Tako je. Međutim, s obzirom da su naša očekivanja izneverena i da su oni priznali praktično Kosovo i Metohiju primjenom tih sporazuma, ja sam odlučio da se povučem i da ponovo reaktiviram stranku Srpskog jedinstva. U toku je formiranje stranke, to je duži proces i mi već 1. decembra imamo prvu sednicu naših koordinatora po gradovima Srbije. Tako da ćemo tu doneti i konačnu odluku o daljem radu, ali u svakom slučaju ja očekujem da partija počne da funkcioniše od februara meseca. Ако постои одредена космичка правда, почитувани гледачи, тогаш Вук Драшковиќ требаше да биде легитимен наследник и лидер на Србите после Слободан Милошевиќ. Имаше претрпено неколку обиди за атентат, беше мачен од српската полиција, беше метан на српските режимски медиуми и на некој начин имаше на целосна харанга на неговиот живот во тие 10 години на владење на Слободан Милошевиќ. Всушност Вук Драшковиќ е на некој начин таа парадигма која покажа колку е мала разликата помеѓу патриотот и предавникот. Говоревте за идеалите на таа една слободна Србија за која загинале 100, 200, 300 или неколку стотици илјади на луѓе последните 20 години. И денес гледате како тоа се урушава пред вас и како ви ги прават сите тие на некој начин вицови тука на балкона дека Србија како Нокија од ден на ден се помала, се потенка, или ви ги прават сите оние други споредби кои велат порано бевте држава на 3 мориња, подоцна бевте држава на 3 морави и на крај ќе станете држава на реката Моравица. Тешко е да се гледа веројатно Србија која е резултат на таа една погрешна српска политика која се водела изминатите 20 или 25 години, станува од ден на ден се послаба и послаба, а се обидува да се прикажи во очите на некој дел од српскиот народ како се посилна и посилна. Pa vidite, nikome od nas koji smo doskoro živjeli u zajedničkoj državi koje više nema i koja se zvala Jugoslavija, nije lepše nego što je bilo u Jugoslaviji. Svi smo izgubili ubistvom te velike države. Ali nikad toliko nije izgubio i nestanak te države i svega onoga što je ona značila. Ja ne govorim o sistemu, o uređenju. Ja govorim o državi. Nikad toliko emotivno ne boluje kao Srbi. Zašto? Zato što su Srbi dali najviše života da bi ta država bila stvorena. Pazite, u dva Balkanska i u Prvom svjetskom ratu nestaje 1/3 muškog stanovništva tadašnje Srbije.
To je bila biološka apokalipsa, kataklizma. Ali ta Srbija koja je doživjela zaista neviđenu golgotu je vaskrsnula. I ta vaskrsla Srbija je 1918. godine sve južne Slovene, osim Bugara, uspela da okupi u jednoj državi. I mislim da je to bio veliki istorijski projekat. Mislim da smo gubitkom te države svi izgubili i da smo na određeni način od jedne velike države koja je imala ugled u Evropi i u svetu sada stvorili države Bantustane. Znači, nesreća Srbije nije samo njena. Možda je najviše Srbija žrtva svega onoga što se dogodilo ubistvom Jugoslavije. Kao što vidite, ja govorim da je Jugoslavija ubijena. Jugoslavija se nije raspala. Čehoslovačka se raspala, a Jugoslavija je ubijena. Nju su 2 veka sanjali, borili se da se ona rodi. Najbolji Srbi, najbolji Hrvati, Slovenci, Makedonci. A onda su došli najgori i za 2 godine ubili 2 veka najboljih. To je istina i mislim da niko nema nikakvog istorijskog razloga da se ponosi sadašnjim stanjem. Со Зоран Живковиќ, кој беше десна рака на Зоран Џинџич и со Борислав Пелевиќ, ние сакаме да отвориме една тема или едно прашање кој на некој начин тука постојано се говори во куларите во Белград, а тоа е дека Зоран Џинџич пред крајот на неговиот живот активно сакаше да влезе во решавање на тоа косовско прашање, даде неколку интервјуи, испрати неколку писма со многу тешка содржина за решавање на тоа косовско прашање, ги испрати на адреса на сите големи сили и 1 или 2 недели или 1 или 2 месеци после тоа писмо беше извршена атентатот врз Зоран Џинџич. Тука се поставува клучното прашање. Дали можеби пледојето на тој атентат врз Зоран Џинџич беше неговото настојување да биде конечно решено тоа косовско прашање? Интересно велите дека Косово е мафијашка држава, дека албанската мафија доказано владее со Косово. Така е. Меѓутоа по анализите на Интерпол српската мафија е на 7-мо место во светски рамки, албанската мафија е на 8-мо место. И ако Косово е мафијашка држава со која владее албанската мафија, а српската мафија е постигнала од албанската мафија, тогаш се поставува прашањето дали српската мафија владее со Србија. Ja ne mislim da u Srbiji ima organizovane mafije. Па добро, земјанскиот клан губи премиерот српски на некој начин. Земјанскиот клан беше држава. Nisam siguran da владееше. Nisam siguran u to tvrdnju. Nisam siguran da je zemunski klan ubio Zorana Đinđića. Mog prijatelja. Inače, mog prijatelja Zorana Đinđića. Кој може да го убие? Мислам, докажано се води судски процес. Сите тие признаа својата вина. Sudski proces je vodila vlada koja je nastala posle toga. Nisam siguran da neko iz te vlade nije naredio njegovo ubistvo. Ne razumijem kakav je interes imao Legija i zemunski klan da ubiju Zorana Đinđića. Ali mislim da su mnogi političari, njegovi bliski saradnici, imali interesa da ga ubiju. Još će vreme pokazati ko je zaista naložio ubistvo Zorana Đinđića. Има една теза која вели дека Зоран Џинџич е извршен атентат врз него само неколку месеци од кога тој радикализира својата лексика и својот говор за заштита на интересите на Србите на Косово. Значи некаде крајот на 2002 Ali ne nekoliko meseci, nego samo 20 dana pre ubistva. On je meni lično rekao na jednom prijemu, mi smo se stalno svađali oko Kosova i Metohije, on i ja. On mi je rekao na tom prijemu da je dao jednom stranom listu intervju koji je optužio SAD i Evropsku uniju da su ga prevarili, jer su mu obećali da ako se isporuči Milošević, da će Kosovo ponovo biti deo Srbije. Rekao da su ga prevarili i on zastupao tezu da treba se napravi nekakva simulacija kao što je to recimo na Kipru, između Grčke i Turske. Da se napravi jedan vid takvog jednog uređenja gde bi ipak Kosovo bilo srpsko, ali bi jedan deo Kosova bio pod kontrolom Albanaca sa Kosova i Metohije. Ja mu nisam poverovao kad mi je to rekao. On mi je sljedeći dan poslao kurira sa prevodom tog teksta.
u jednom zapadnom listu. I ja sam zaista bio prijatno iznenađen. Mi smo posle toga razgovarali par puta i rekao je da se moramo vidjeti ovih dana da bi dogovorili politiku oko Kosova i Metohije. Rekao, ja nemam sa kim da o tome razgovaram, osim sa nekoliko političara, među njima si i ti, pa bih te molio da o tome vidimo. Nažalost, posle nekoliko dana je on ubijen. Lično mislim da je njegovo ubistvo organizovala da su strane službe, a da su samo izvršioce našli u Srbiji. A da su im u tome najveću podršku dali dva njegova bliska saradnika. Ne želim da im pominjem imena, da me ne bi tužili sudu, jer ne želim da govorim ništa što nije 100% dokazano, ali postoje indicije. Čak se u novinama pojavljuju imena ta dva čovjeka koja su organizovala njegovo ubistvo. Ali tvrdim vam da je to urađeno samo zbog Kosova i Metohije po nalogu tajnih službi, a uz pomoć domaćih političara, njegovih saradnika, a izvršioci su bili naši ljudi, nažalost. Mislim da će se to pokazati kad tada. I da sudski proces nikada neće biti završen. Ali sam siguran da ovo neće ostati nerešeno ubistvo kao što je ubistvo Johna Kennedya. Ovo će biti vrlo brzo rešeno, vidjet ćete. Каква е улогата на српските тајни служби, колку се мокни српските тајни служби, разговараме со Зоран Живковиќ, кој некаде 2001 година беше министар на полицијата на СР Југославија. Тоа на некој начин кореспондира со таа криза или со тој конфликт 2001 година кој случува во Македонија, и тоа е таа историска средба кој тука во Белград имат Љупчо Ѓорѓиевски и Зоран Џинџич. На таа средба присуствува Зоран Живковиќ во функцијата министар на полицијата, му дава одредена папка на Љупчо Ѓорѓиевски во која се набележени сите можни пунктови, собирање на оружје и одредени процеси кои може да се случат во Република Македонија. Меѓутоа да не раскажуваме, слушнете го Зоран Живковиќ, е веројатно многу работи ќе ви појасни, почитувани гледачи. Ви бевте министар на полицијата на СР Југославија во време кога 2001 година во Македонија се случува тој конфликт помеѓу македонците и албанците. Има една легендарна средба или една посета на Љупчо Ѓорѓиевски за која сум и говорил нешто и сум снимал делови од тие интервјуи сум пуштал во мојата емисија. Кај што се вели дека на таа средба која Љупчо Ѓорѓиевски има со Зоран Џинџич присуствувате и вие, и дека на маса на Љупчо Ѓорѓиевски вие му ги ставате сите можни податоци. Кај се тие терористички гнезда, со какво оружје располагаат, каде се можните места кај што ќе нападни, така натаму и така натаму. Дека српската полиција или тогашната полиција на СР Југославија ги има сите тие информации, му ги давате на Љупчо Ѓорѓиевски и ништо не се презима по тоа. Дали е точно? Дали има таква средба? Апсолутно е тачно. Све, ја и дан данас не могу да веруjem да након tih informacija makedonska vlast, Ljupče kao premijer Makedonije u tom trenutku nije uradio očigledno ništa važno da bi sprečio to što se desilo. To je bio jedna hibridna informacija i službe bezbednosti, i policije, i vojne službe koje smo mi imali u tom trenutku. Praktično scenario šta će da se desi. Sa mestima gde se to... Ja se sećam i nekih sela koja su tu bila pominjana, tačno gde su magacini oružja, ko su vođe tih bandi koje će početi. Samo je bilo pitanje da li će to početi za 5 dana, 15 dana ili mesec dana. Ja sam to predao vašem tadašnjem premijeru, bio je ručak na Dedinju u klubu poslanika u Tolstojeve, gde smo bili pokojni Đinđić i ja, i ne sjećam se ko je još bio pored makedonskog premijera. Ja sam to dao sve i rekao sam. I praktično sam ispričao deo toga što piše u tim podacima. On mi je rekao, mi to znamo. Ja sam rekao, odlično. Odlično. Znači, još bolje da vi to znate. Ali kad je to počelo nakon, ja mislim, mesec dana, sve se odvijalo upravo onako kao što smo mi predvideli, a reakcija makedonske države apsolutno je bila takva kao da nikad u životu nisu čuli da se tako nešto sprema. Tako da nije moje da ja analiziram ponašanje makedonskih političara, to je posao za vas, za makedonske medije i za makedonske građane, ali to je nešto, verovatno, jedna od najčudnijih stvari u mom političkom životu. Takvo odsustvo reakcije na jedan vrlo jasan, proveren bezbedonosni podatak koji je dobio neko.
Точно ли беа тие податоци? Велите дека најголем дел тоа сценарио се реализирал врз база на податоците кои вие ги имавте. Точно ли беа тие податоци? Дали српските служби има добри информатори во рамки на тие структури на ОВК на службе, наравно, те srpske službe bezbednosti su bile umešane u razne ružne stvari tokom 90-ih. Ali su bile, neke su bili i dalje ostale dobre. Znači, imali su svoju mrežu i van granica Srbije. Posebno, evo da bude jasno, posebno, ajde sad da ne kažem koja služba, jedna služba koja inače delovala ne na republičkom nivou, kad smo bili jedna država, nego na celom nivou državi. Tu su ostali ljudi koji su... Mislite na vojnite službe, na KOS, da reći mi? To je vaš zaključak. Ali mi smo sve vreme imali podatke, ja kao ministar, kasnije kao premijer, i sa znači, teritorije Kosova, iako je nismo kontrolisali, ali naravno bilo je tu dosta podataka, čak i samog vrha, recimo, Rugovine partije. Znači ги имавте подоците? Da, praktično mogao sam da znam šta je večera. I s kim je večerao, sigurno sam dobio svako jutro šta se desilo juče, a mogao sam da dobijem i podatke šta su jeli, što naravno nije interesantno, da to govorim kao potvrdu koliko je ta služba bila dobra u tom smislu. Znači, naravno, svaka služba, ako je koristite na pravi način, može da vam donese odlične stvari za državu. I isto možete da je zlo upotrebite. Ovo što se tiče tih sukoba, odnosno te pobune, ili ne znam kako se u Makedoniji to formalno zvalo. Имаше повеќе фази. Да. Сега на крај е војна за човекови права. Имаше повеќе фази, ali to je apsolutno ono što su službe dale meni i ja vašem tadašnjem premijeru. To je bio apsolutni scenario kako se to odigralo, samo se nije znalo kad će početi film. Ali da će biti takav, to je bilo jasno. Znači iminjate, preziminjate i lugje. Tako je. Mesta, putevi komunikacije, gde je nabavljeno oružje. Znači sve to, ceo taj... Ja mislim da je čak i prošlo dovoljno vremena da to više nije državna tajna, pa to bi mogli da se objavi. Jer sam ja to dao fizički vašem premijeru. Тука нека да правиме пауза за реклами. Не го менувајте каналот, се враќаме за неколку минути, бидејќи најинтересното од емисијата следува после рекламите, почитувани гледачи. Страста за совршенство не донесе оному каде што се наоѓаме денес. Способноста да се остане на врвот е во нашата умешност на изнаоѓање на неквалитетниот пристап, кој би ги задоволил и непрефинетите вкусови и непробирливите барања. 75 години напредок и иновација, 75 години искуство и традиција, 75 години непрекинат диалог со животот, 75 години посветеност на нашите заложби за градење на подобра иднина за сите. Здравието пред се. Алкалоид Скопје. Шеесет години трговијата е нашиот занает. Идари Нино! Биги Нино! Оди го танзај! За секои 3 рати, една Toyota гратис. Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус.
На Балканот постои одредена теза, почитувани гледачи, дека најголема е политичката тежина на она држава која може да прави најголем број на проблеми или има најголема специфична можност да прави одредени политички и безбедносни проблеми. Денес де факто се смета дека тоа е најголема тежина или најголема предност на албанската страна која располага со една млада биолошка популација која може во секој момент да крене на нозе да прави одредени безбедносни проблеми. Дали е тоа баш така? И дали србите се доволно свесни и доволно слаби да може да дозволат на еден таков ефтин и лесен начин да го изгубат Северно Косово? Имам чувство дека Косово полека станува товар на српската политичка сцена. Освен вас, без малку сите се имат согласено Косово да биде де факто независна држава. Може де јуре не, бидејќи Србија никош нема да го признае Косово, и тоа де факто Србија на некој начин е српската политичка елита како прекјутно да прифати дека Косово е независна држава. И сега е прашање само кој тоа ќе го соопшти на српската јавност, а да не биде преголема политичката цена. Тешко ми е да кажем да сте ви у праву. Ali postoje ljudi u Srbiji koji to neće dozvoliti. Tu ima nekoliko stranka, recimo Demokratska stranka Srbije na čelu sa Koštunicom. Tu će biti sada stranka Srpskog jedinstva. Tu će biti i još nekoliko stranka koje nisu trenutno u parlamentu. Ali ja sam siguran da većina naroda to nikada neće prihvatiti. Вие некаде пред една година во интервју кај мене кажавте дека сте подготвени во секој момент со 100.000 луѓе да го браните Косово. Тако е. Но гледаме дека сега и партијата која замина од власт, тоа е партијата на Тадич, и партијата која дојде, тоа е партијата на Вучич или на Тома Николич, не се спремни својот народ да го гурнат во војна на Косово. Дали тоа значи дека вие можеби претите со празни пушки на некој начин? Ne, ja nikada ne pretim sa praznom puškom jer sam ja dokazao da sam se borio sa punom puškom i 2 puta bio ranjen u ratovima za slobodu srpskog naroda. Prema tome, ja nikada ne pretim sa praznom puškom. Ali se nikada neću pomiriti sa tim da se uspostavi granica između južne srpske pokrajine Kosova i Metohije i Srbije. Mene su nemački ambasador i američki ambasador optužili da sam ja vođa barikada koje su bile prošle godine na Kosovu i Metohiji. Бевте ли водач? И организиравте ли вие тие барикади? Nažalost nisam. Ali bih volao da jesam. Ali ih nisam organizovao. Oni su vršili stalan pritisak na Aleksandra Vučića i na Tomu Nikolića da me sklone iz politike. Jer su mislili da sam ja organizator pobune na severu Kosova i da je Zvonko Veselinović moj vojnik. Zato je on i uhapšen. I prvo je optužen da je nosio oružje, pa se ispostavilo da nije tačno. Da je proizvodio oružje i eksploziv, ispostavilo se na sudu da je to lažna optužba, da nije tačna. On je po svemu morao biti pušten iz zatvora pre par meseci. Međutim, oni ne smiju da ga puste zato što strani ambasadori to ne dozvoljavaju. Jer ga smatraju vođom pobune na Kosovu i čovekom koji bi sprečio nezavisnost Kosova. A ja sam njegov komandant po njima. U tome je cela poenta priče. Cela poenta je u tome, razumete? Nažalost, ja nisam njegov komandant, a voleo bih da budem. Nisam organizovao pobunu na Kosovu i Metohiji na severu, a voleo bih da jesam. I želim da je organizujem u budućnosti. Prema tome ne pucam praznom puškom. Дали денешната српска политика околу Косово може се наречи прагматична или може се наречи како една тешка капитулација на српската политика во однос на Косово? Милиони и милиони, да не речем милиарди на еври и на долари се потрошени последните 10 до 15 години на финансирање на српската кауза на Косово. И денес доаѓаме во одредена ситуација кога и власта на Борис Тадич која е во заминување и власта на Тома Николич која се етаблира на српската политичка сцена смета дека треба да влезат во процес на признавање на Косово. Можеби тоа да не го соопштат јавно, меѓутоа зад завесите де факто да преговарат како може да биде најдено решение на тоа косовско прашање. Драшковиќ, вие сте некој начин парадигма колку е тенка таа граница помеѓу победник и шампион или човек кој во еден временски период го нарекувале дека е предавник. И кога човекот ова временска дистанца се сврти наназад и ги види вашите стојалишта, например, во периодот на тие преговори во Рамбује, кога на српската политичка сцена бевте означен како предавник кој се залагаше за прифаќање на Рамбује, и кога видиме што денес српската политичка сцена прифаќа за Косово, тоа што вие го прифаќавте во Рамбује
е 100 пати подобро тоа што денес најдобро може да биде понудено на Србија. Кој да ми чекор понатаму. Тоа што вие го заговаравте за србите во Хрватска, тој планот за 4, кој де факто на србите во Хрватска им даваше една широка автономија, да не речам држава како Република Српска што е во Босна, да има и во Хрватска, тогаш бевте нарекувани предавник. Од сегашна историска дистанца вие сте биле апсолутно и визионер, и сте ги гледале сите тие процеси, и сте го мислеле најдоброто за србите. Проблемот е веројатно на овој народ српски, на овој балкански народ или народите кои живеат на Балканот, што за работите станат свесни дури од кога ќе бидат испуштени сите шанси, или како велиме кај нас, кај девојката Тапан Чука, кај момчето Абер нема. И ние зборуваме за свадба која веќе работите отишле во сосема еден различен правец. Tako je. U jednom trenutku nama je u Rambujevu na potpis bio ponuđen sporazum po kojemu smo mi zadržavali Kosovo u okviru države Srbije sa statusom suštinske autonomije. Zadržavali smo, koliko se sećam, oko 2000 vojnika, 10.000 policajaca, zadržavali smo organe državne vlasti, uprave, ali smo morali da prihvatimo ulazak NATO snaga, da razoružaju UČK i da od svih na Kosovu oduzmu oružje, da uspostave mir i po isteku određenog vremena, 3 ili 5 godina, da se povuku. Ja sam zagovarao da se to prihvati. Milošević i Kamarila oko njega su bili odlučno protiv. Oni su bili, ja ću vam reći, odlučno protiv zato što su želeli da budemo bombardovani. Izgleda apsurdno, ali je to tako. Zašto bi sakali da... Pa zato što je sam Milošević govorio da je Kosovo izgubljeno i da je Kosovo veliki teret oko vrata Srbiji, ali da bi propala svaka politička garnitura u Srbiji koja bi to saopštila. Zato je po njemu bilo najbolje u Rambujevu pregovarati tako da se ne postigne sporazum, da budemo mi okrivljeni za propast pregovora i da budemo bombardovani, a da se onda za gubitak Kosova optuži NATO, Evropa, Amerika i da se jednim udarcem... I Vatikan go zaboravite. Naravno. Ubiju 2 zeca. Prvo, da Srbija izgubi Kosovo, što je Milošević želeo, i drugo, da za gubitak Kosova okrivi drugoga i da ovde podigne, raspali antiameričke, antizapadne, antievropske strasti i pripremi teren za nekakvu državnu uniju, savez, federaciju, konfederaciju sa Rusijom. Двилјадата година, 15. јануари, убиен е Аркан, Желјко Разнатовиќ Аркан, му го мина велата како на некој начин подготовка за соборување на Милошевиќ и за повлакање на српските војни сили од територијата на Косово после тој Кумановски договор што подпиша некаде лето 99 година. Сега вие најавувате обнова на неговата партија, но излагате од владината коалиција. На некој начин сметам дека тие две работи може да се поистоветат, дека на некој на Запад може би му одговара тој радикален дел на српската политичка сцена или да го елиминира, како што беше случај со вашиот кум Аркан, или на некој начин да ве маргинализира политички со тоа што ќе ве тргни од власта или од владеачката партија Српската напредна странка. Što se tiče smrti mog komandanta i kuma Željka Ražnatovića Arkana, mislim da ste napravili dobro poređenje. Da li je slučajno da je ubijen nakon toga što je izjavio da neće dozvoliti da se Kosovo odvoji od Srbije? I da li je slučajno da je samo 15 dana nakon njega ubijen ministar odbrane tadašnje Jugoslavije, Pavle Bulatović? Ubijena su 2 čoveka koja su mogla da pokrenu vojnu silu da se spreči odvajanje Kosova. Da li mislite da je to slučajno? Apsolutno ne. Tvrdim pouzdano i stalno sam tvrdio
da su Arkana ubile tajne službe uz pomoć kriminalaca iz Srbije. Ali tajne službe su povukle taj potez. Da bi ostranile mogućnost da se Arkan umeša u promjene vlasti u Srbiji, jer Slobodan Milošević je izjavio posle 5. oktobra, kada je promijenio vlast, kaže da je bilo Arkana, nikada se ne bi desio 5. oktobar. To je bio razlog 1 i razlog 2 da se ne meša u odvajanje Kosova od Srbije. I nakon 15 dana je ubijen ministar odbrane Pavle Bulatović. Pa da li je to slučajno? Едно од клучните прашања, една од клучните тези на оваа емисија треба да биде одговорот на дилемата дали победникот помеѓу Александар Вучич, Тома Николич и Ивица Дачич за контрола или за одредена превласт врз српските тајни служби, де факто ќе значи нивна превласт врз тајните служби во целиот овој регион. 2003 година вие имате атентат врз Зоран Джинџич, мафијата или српската мафија стоеше за тој атентат. Постојано се говореше дека има одредена и политичка подложка и дека партиите кои се денес на власт во Србија на некој начин политички стоја за таа структура која го направи атентатот врз Зоран Джинџич. Кога се ги читаме, бевте министар нели на полицијата на СР Југославија, кога ги читаме овие анкети или истражувања или одредени анализи на Интерпол, се вели дека српската мафија е на 7 или на 8 место во светски рамки по својата сила, по својата мок, бидејќи располага со огромен организационен мафијашки потенцијал. Де факто секој се сметаше дека таа мафија е многу блиска до структурите на Милошевич, многу блиска до структурите на Шешел и така натаму и така натаму, а последните 2 или 3 недели тука во Србија е топ тема дека мафијата и тајкунската структура околу Мишковиќ сака да ја соборат српската влада и на власт да донесете на нова структура. Како вие како бивши премиер или поранешен министар на полицијата ги толкувате сите тие анализи и шпекулации кои се прават тука во Белград? Мислим да е претерана та оцена да je srpska mafija 7. ili 8. na svetu. Vrlo je nepouzdan izvor iz koga je to došlo, a i stanje na terenu se vidi. Možda se kaže da ta mafija koja deluje na terenu bivše Jugoslavije, da je ona jaka. Znači, to je spoj mafijaša iz Srbije, Hrvatske, sa Kosova, iz Makedonije, iz Bosne. Znači, bivša jugoslovenskата мафија je na nekoj 7. mesto во светот. To bi bilo logično, jer, naravno, ovo je 21. vek i sve se zna. Nema nekih ogromnih mafijaških operacija u kojima učestvuju srpski kriminalci. Njih ima, naravno. Nije da ih nema. Svaka mafija je... Klano Čarić, ko se vidi da je jedan glavni te igrače. Da ne ispade da ja pravdam to. Naravno da postoje kriminalci, naravno da... Мислам, и одам и понатаму, нели, вела дека партијата на сегашниот премиер, господинот Дачич, имала своји канцеларии во деловните објекти на gospodina Čarića. To je moguće, ali postoji još gore stvari od toga. Znači, samo kažemo, Šarić je naravno veliki kriminalac, ali u toj nekoj svetskoj podeli. On je jedan regionalni distributer. Nije on neko ko organizuje. Del od ruski, od Krak, da rečimo. Da li je ruski? Dajde da ne ulazimo u taj deo, to je bila jedna ovako malo stručnija priča. Nije ruski, to on je više vezan za Latinsku Ameriku. Pitanje ko stoji iza toga. Teško da su Rusi tu. I po načinu delovanja to ne liči na rusku mafiju. Ona je mnogo brutalnija nego što su ove druge. Da ne ulazimo sad u taj deo, to bi bila možda ideja za neku drugu emisiju i gde bi bio neko ko bi bio više upoznat sa tim nego vi i ja. Tačno je da su postojali kontakti Šarićeve grupe, Bojovićeve grupe i nekih drugih grupa sa političkim predstavnicima iz nekih stranaka. Znači, evo sad mi imamo, očigledno je, i to je Vučić je sam rekao, da je predsjednik jedne parlamentarne stranke vladajuće, da ima fotografiju njegovu sa Lukom Bojovićem koji je šef jednog klana. To je mislio na Dačića, uopšte ja ne znam da li postoji ta fotografija, ali da je Vučić mislio na Dačića, to znaju svi u Srbiji. Isto tako, postoje priče da sa Šarićem da se ne zna ko se sve nije slikao. I radikali, odnosno sad naprednjaci, i socijalisti, i demokrate, i G17, on se predstavljao kao veliki investitor koji će da rešava. Kažu da u službi, u tajnoj policiji, da imaju slike njegove sa jedno 20-ak srpskih političara, što lokalnih, što nacionalnih. I to nije slučajno. I nisu oni bili naivni pa da nisu znali s kim se sreću. Ali opet s druge strane, ne postoji uticaj, nikako ne može da se podigne uticaj mafije
odnosno kriminalnih grupa, jer mi nemamo klasičnu mafiju, da ne ulazim sad u to objašnjenje, na politiku. Najorganizovanija kriminalna grupa, najjača, taj zemunski klan koji je ubio Zorana Đinđića, nije uspeo da promeni vlast u Srbiji. Ubili su Zorana. Ali vlast se nije promenila, bar ne u narednih godinu dana. Nema čovjek koji može mnogo podobro da objasni kakva je moktana srpske službe od Vuk Drašković, koji biše nekada 20 godini meta na srpske službi i koji na kraju uspeva ta 2000 godine koga ispraćat Slobodan Milošević во историјата подоснево как да спречат Вук Drašković da dođe na čelo na srpskата država. Vi ste bili žrtva na te tajne službe izminatite 20 godini. Znači, ako neko je bil maltretiran od te tajne službe na Belgrad, ste bile vi. Neko ko obidi za atentat, za ubistvo, maltretiranje po zatvori, дури интервенција на француската државна политика и Митеран тогаш, ако не се лажам, кој бараше ваше ослободување од српските затвори. Денес се многу актуелни тие дебати помеѓу премиерот Дачич, вице-премиерот Вучич, председателот на државата Тома Николич, дека тајните служби се вклучени во политичкиот живот со прислушкување на вице-премиерот и на председателот. Прашањето ми е колку се мокни тие српски тајни служби и дали ова борба за контрола на политиката врз тајните служби или обратно, тајните служби да ја покажат на политиката дека се уште доминантни, дека се уште мокни, дека се уште можат од позадина да ги влечат конците на српската политичка сцена. Pazite, 2000. godine 15. juna po naredbi šefa države, tadašnjeg, njegova tajna služba odlazi u Crnu Goru, pokušava da me ubije. Evo vidite, ja imam tragove još metaka iz toga atentata. Čudom nekim pucali su sa razdaljine od manje od 3 metra, 8 puta, 2 su me puta samo u glavu pogodili i ja sam preživeo. I kad su videli da sam preživeo, znate šta su radili? Pustili su informaciju da sam to ja sam organizovao. Moji drugovi iz opozicije su to prihvatili odmah kao istinu, jer kako ne bi bila istina nešto što kaže tajna služba. Pa je ogromna većina naroda u Srbiji prihvatila da je istina. Američki ambasador Montgomery je nedavno izdao knjigu i priznao da kada je posetio mene u Budvi posle atentata i kad sam mu ja pričao kako je to bilo, da mi ništa nije verovao, da je verovao da sam sam to sebi uradio, organizovao, da bih dizao politički rejting. Tek kad su posle Đinđićevog ubistva pohapsili atentatore i kad su oni ispričali kako su organizovali atentat na mene, ko im je naredio, koliko su plaćeni i tako dalje, tek onda je sa mene skinuta ta optužba da sam monstrum koji je to sam sebi uradio. Ali i danas, uprkos tome, imate u Srbiji dosta ljudi koji ne veruju sudskoj presudi, koji ne veruju ubicama, koji i dalje veruju laži. Ništa toliko dobro ne prolazi nego kad država preko svojih tajnih službi lansira laž kojoj je cilj da uništi čoveka. Ali dobro, da se našalim u mom romanu Via Romana, imate takođe tajne službe. I tajna služba iz jednog grada šalje telegram tajnoj službi u jednoj maloj varoši. Hitno ustanoviti da li su Petar Mašić i Petar Matić identična ličnost. Tajna služba iz male varoši sutradan je poslala ovakav odgovor. Zahvaljujući energičnoj akciji organa UDBE, narodni neprijatelji Petar Mašić i Petar Matić priznali da su identična ličnost.
Тука некаде крајот на нашата емисија. Се враќаме за неколку минути да одјавиме емисија. Погледнете ги рекламите и се гледаме за 2 или 3 минути. Страста за совршенство не донесе оному каде што се наоѓаме денес. Способноста да се остане на врвот е во нашата умешност на изнаоѓање на неквалитетниот пристап, кој би ги задоволил и непрефинетите вкусови и непробирливите барања. 75 години напредок и иновација, 75 години искуство и традиција, 75 години непрекинат диалог со животот, 75 години посветеност на нашите заложби за градење на подобра иднина за сите. Здравието пред се. Алкалоид Скопје. Шеесет години трговијата е нашиот занает. Идали Нино! Биги Нино! Ноди го танзај! За секои 3 рати, една Toyota гратис. Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа, за моите најблиски, јас одбрав Ацерола алкалоид. Таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Ова беше емисијата во центарот, сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, и ние се гледаме идниот петок во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си, а ние тоа ви го посукуваме тука од срцето на Белград, каде што ја снимавме емисијата на 3 теми. Дали Србија се подготвува за признавање на Косово, дали српските тајкуни сака да ја смена српската влада и дали тајните служби влегува во процес или во битка со српските политички структури за да покажат кој има доминацијата на српската политичка сцена. Пријатно вечер.